својата вера станува посилна своите делби. Доверите. Може би си во време на изгубеност. Тоа е време кога Бог те учи да го најдеш Него. Може би си во време на осаменост. Тоа е време кога Бог ти покажува дека Неговото присуство е повеќе од доволно. Паѓањето на Лисијата се символ на отпуштање. Дрвјата не се плашат да ги пуштат Лисијата. Тие знаат дека тоа е природен процес на обновување. Знаат дека доаѓа нешто ново. А ние? Што не вече назад? Кои болки, навики или стравови, стари повреди, горчина, тага, вина, ги носиме без потреба. Што треба да падне од нашето срце за да дојде нешто ново? Во Ефесјаните 4 глава, 22 до 24 стих вели вака: Отфрлите го од себе стариот човек и облечете се во новиот човек создаден според Бога. Есента е време на ослободување од она што веќе нема живот во нас. Бог ти вели, пушти ги, како лисијата што паѓаат. Ама, иако лисијата паѓаат, корените се зајакнуваат. Есен е време на тишина и слушање на Бог. И това е место каде што Господ зборува. Кога се е толку гласно околу тебе, кога има време на стабилност, туку знак на зрелост. Бог не сака да останеме исти. Туку сака да растеме. Ама нема раст без промена. Нема зрелост без промена. Нема нова сезона без да се напушти старата. Преко есента идеме до пролета. Есента не е крај. Таа е само еден премин. Таа е подготовка за ново нешто што Бог го има за мене и за тебе. Во Исаја 43:19 ми се вика така: Ете, јас правам нешто ново. Еве, сега ќе се јави. Зари тоа не сакате да го знаете? Ќе направам патни степи, реки преку пустина. Нема пролет без есен. Нема воскресение без крст. Нема ново без да се отпушти старото. Токму во сезоните кога нешто се затвара, Бог ја подготвува почвата за нешто ново. За нов живот, нова радост, нова мисија. Дали ти се наоѓаш во есенска сезона? Дали Бог те повикува да отпуштиш нешто? Дали е време да престанеш да бегаш и конечно да му дозволиш на Бог да те промени? Дали е време да се обновиш во верата? Немој да се плашиш. Бог вели: не плаши се, зашто јас сум со тебе. Јас ќе те закрепам и ќе ти помогнам. Исаја 47:10. Есен во срцето е благослов. И Бог никогаш не се менува, но не менува нас за наше добро, за Негова слава. И за крај,
После секое пуштање доаѓа растење. Не секоја загуба е крај, некогаш тоа е Божиот начин